Животот го носи во Канада, каде веднаш се вклопува со македонците во Торонто. Станува член на црковната општина Свети Климент Охридски, но не го запостави неговиот приватен живот, поточно да ја добие дозволата за стоматолог кој дипломира во Македонија, а за кое со неговата упорност и волја успеа, зашто потоа ја отвора и својата ординација. Неговата способност во работата го даде резултатот за да Денковски биде во првите редови на најеминентните личности од оваа професија, не само во македонската комуна, туку и кај другите етнички заедници во Торонто и околината. Да не зборуваме за неговиот однос кон луѓето, скромен, а многу квалитети во неговиот карактер, неговата харизма, што речиси секој еден со гордост го спомнува неговото име. А дека е тоа така, се сеќавам кога мојот покоен татко отишол во неговата ординација и слуша како доктор Денковски зборува со некој пациент. Му вели: кажи, ако си македонец, без пари ќе ти го извадам забот, што пациентот пак срамежливо рекол: да, македонец сум. А доктор Драги Денковски, насмејан и весел, му возвратил: браво бре пријателе, ајде со среќа нека биде. Makedonci.
Драги Денковски е еден од тие кои многу добро го запозна имигрантскиот живот. Но како што спомнав претходно, тој се бореше, даваше се од себе да надвладее и да го добие заслуженото место за кое тој учел. Не само меѓу македонците, туку и пред канадската јавност. Секогаш со насмеано лице кое не само природно, но и божјо, беше љубезен со секој еден. Помагаше секому каде што може, како што беше радиочасот Македонски глас со Миле Николовски, а потоа Глас од Македонија со мене Драгица Белчевска. Ги помагаше и другите гласила и вестници. Дури и новодојдените кои завршиле стоматологија во Македонија ги вработуваше во неговата ординација се додека се снајдат, а да не зборуваме за новодојдените кои беа негови пациенти, што на многу од нив за пломбирање или вадење на зъби без да им наплати. Во Торонто пак исто така голема беше и желбата на група македонци да имат свој фудбалски тим. Така Драги Денковски со дел од спортисти од Македонија го финансираше тој тим, но не изостави да биде член, па и неколку пати председател на црковната општина Свети Климент Охридски во Торонто. Навистина, не само како доктор, но очигледно беше дека Денковски многу добро знае да се справи и со финансијата, а тоа може да се потврди токму во неговиот мандат, во неговото председателствување. Тој беше исто така и ја отвори и фундацијата Ана за хуманитарни потреби, а која и ден денес постои во црквата Свети Климент Охридски. Прошелта се јовка кумановка, ај мори горе доле, јовка ми стои поле, ај мори ми стои поле. Bella, ai mori bella,
За доктор Драги Денковски може да се зборува со денови. Јас ќе се задржам на моето лично искуство. Кога од радиостаницата Чин Денковски го презеде само